Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги гледачи, среќен поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надежта од Каладрци. Ја започнуваме нашата утринска програма, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. И ова емисија ќе ја започнеме со убав библиски текст кој го наоѓаме во Евреите 6 глава 19 стих. Нашата надеж е како сидро на душата. Како што сидрото или котвата го држи бродот стабилен во бурно море кога ќе се закотви на брегот, така надежта во Христос ја држи душата стабилна во животните бури. Без таа надеж, драги пријатели, човекот лесно се губи во страв и очај. Но кога верата е врзана за Христа, и тогаш ние сме постабилни. Тогаш душата останува цврста и сигурна. Се е поминливо на овој свет. И слава, и богатство, и младост, и старост. И на крајот доаѓа денови, како што вели царот Давид, доаѓа денови за кои ќе кажеш не ми се милеат или не ми се живее. Сум слушал многу стари луѓе велат не ми се живе повеќе. Дали се болни, дали сиромашни, дали икс причини постојат и на човекот не му се повеќе живее. Затоа што животот е помилив. Некој се надева на ова, на она, но ете, сите ние одиме кон својот крај. Овде апостол Павле не советува и не подсетува. Нашата надеж нека биде во Христа. Таа надеж е сидро на нашата душа. Како што бродот е сигурен, кога има котва, кога има сидра, кога е усидрен, што би се рекло, тој е стабилен и доаѓаат ветрови и бури, тој стои на брегот. Така да нека и ние бидеме поврзани со вера преку нашата надеж во Исуса Христа. Во овој ден на немири, на судири, на несигурност, нека нашата надеж и вера биде усидрена кај Исуса Христа. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Istini zdрави во душите внесете, блажене денешен час.
srcata i bratska doverba, nekako prati tvoj trud. Sejači sejte i dobro to posejte, mlada ta niva vona. Sejači sejte i dobro to posejte, mlada ta niva vo nas. Istini zdravi vo duši te vnesete, blažene denešen čas. Sejači sejte i dobro to posejte, mlada ta niva vo nas. Mlada ta niva vo nas. Исус пред Пилата, осудата, трновиот венец, смртта Исусова на крст, Исусовото погребение. Глава 15. И веднаш утредента првосвештениците со старешините и книжниците и целиот Синедрион направија совет, па како го врзаа Исуса, го одведоа и го предадоа на Пилата. А Пилат го праша: Ти ли си царот јудејски? Он одговори и рече: Ти велиш. И првосвештениците го обвинуваа многу, но не одговори ништо. А Пилат пак го праша и рече: Ништо ли не одговараш? Гледаш колку многу сведочат против тебе. Но Исус ништо веќе не одговори, така што Пилат се чудеше. А на секој празник им отпушташе по еден осуденик кого што ќе го побараа. И беше еден осуден по име Варава заедно со придружниците што во една буна извршиле убиство. И кога извика народот, почна да го моли Пилата да им го направи она што им го правил секогаш. А тој им одговори и рече: Сакате ли да ви го пуштам јудејскиот цар? Оти знаеше дека првосвештениците го беа предале од завист. Но првосвештениците го наговорија народот да вара и да им го пушти Варава. Пилат пак им одговори и рече: Што сакате да направам со оној што го именувате цар јудејски? Ти одново извика, велејки: Распни го. Пилат им рече: Што зло направил, но тие уште посилно извика: Распни го. Тогаш Пилат, сакајќи да му угоди на народот, им го пушти Варава, а Исуса го бичува и го предаде да го распнат. Војниците пак го одведоа внатре во дворот, односно во преторијата, и повикаа цела чета. Па му облекоа багреница и откако сплетоа трнов венец, му го кладоа на главата. И почнаа да го поздравуваат: Радуј се, царе јудејски! И го биеја по главата со трска и плукаа на него, паѓајќи на колена му се клања. А кога го исмеаја, му ја соблекоа багреницата, му го облекоа неговото облекло и го поведоа да го распнат. И го натераа некој си Симон, Киринец, татко на Александар, и на Руф, кој се враќаше од поле да му го носи крстот. Па
па го одведоа на местото Голгота, што значи место на черепи. И му дадоа да пие вино со смирна, но он не зеде. Тие што го распна, ги разделија лиштата негови, фрлајки ждремка кој што да земе. Беше третиот час и го распнаа. И имаше надпис за вината негова: Цар јудејски. А со него распнаа и два разбойника, едниот од десната негова страна, а другиот од левата. И се исполни писмото кое вели: и меѓу грешници го ставија. А минувачите вртејќи глава го хулеа и велеа: аха, ти што го уриваш храмот и за 3 дни го созидуваш, спаси се себе си, слези од крстот. Исто така и првосвештениците заедно со книжниците му се смееја и велеа: другите ги спасуваше, а себе не може да се спаси. Христос, царот Израилев, нека слегне сега од крстот, па да видиме и да поверуваме, го хулеа и распнатите со него. А во 6-тиот час настана темнина по целата земја до 9-тиот час. И во 9-тиот час Исус извика гласно, велејќи: Елои, Елои, лама савахтани. А тоа значи: Боже мој, зошто си ме оставил? Некој од оние што стоја таму, штом го чуја тоа, рекоа: ете, го вика Илија. А еден отрча натопи сунѓер во оцет, па како го закачи на трска му даваше да пие, велејќи: почекайте, ќе видиме, ќе дојде ли Илија да го симне? Исус пак, кога испушти висок глас, издивна. И црковната завеса се расципи надве од озгора додолу. А стотникот што стоеше спроти него, кога виде дека онот како извика така и издивна, рече: навистина овој човек бил син Божји. Имаше и жени што гледаа оддалеку. Меѓу нив беше и Марија Магдалина и Марија мајката на малиот Јаков и на Јосија и Саломија, кои тогаш, кога он беше во Галилеја, првеа по него и му служеа, и многу други што беа дошле со него во Ерусалим. А кога се стемни веќе, бидејќи беше петок, односно спроти сабота, дојде Јосиф од Ариматеја, прочуен член на Советот, кој сам го очекуваше Царството Божјо, се осмели и влезе при Пилата и го помоли за телото Исусово. Пилат се зачуди дека он веќе умрел и кога го извика стотникот, го праша дали одамна умрел. Па што му узна од стотникот, му го даде телото на Јосифа. А Јосиф купи плаштаница, го симна и го обви во плаштаницата и го положи во гроб што беше издлабен во карпа и навали камен на гробната врата. А Марија Магдалина и Марија Јосиева гледаа каде го полагаат. Дали постои Божја црква во денешниот свет? Со децении католиците и протестантите знаеле да
прибегнат кон насилство и меѓусебни судири, иако и двете страни се повикуваат на верноста кон Библијата. Напнатоста на Средниот Исток со векови се подгрева околу еврејските и исламските уверувања, иако и обете религии влечат потекло токму од Светото писмо, од Стариот Завет. Затоа, почитувани, не зачудува фактот што луѓето денес се воздржани кога се бара целосна вистина и вистинска вера, како и послушност. Но во исто време бараме цврст темел, вистина во која би можеле целосно да веруваме. Некои поединци денес упорно повикуваат вистината да ја пронајдеме во самите нас и не уверуваат дека Бог се наоѓа во најскришната внатрешност на душата. Меѓутоа, не звучи баш утешно и полетно да се создава сопствена вистина. Ако размислиме добро, би било застрашувачки да се верува дека на нашиот хоризонт вистината не е поголема од самите нас. Таква недоумица постои кога тоа го размислуваме и денеска, копнееме по темелот во својот живот, по смислата, по нешто врз што би можеле да се потпреме во овој свет. Но истовремено се плашеме дека таа положба одамна ја зазеле фанатици. За среќа Бог има посебна порака за нас, осовремените луѓе. Бог и во минатото многу пати упатувал посебни пораки на посебни генерации при решавањето на нивните проблеми. Бог имал и за Адам и Ева по паѓањето во грев, порака за светот пред потопот, за Израел кога му се заканувале Асирија и Вавилон, и Исус дошол со посебна вест за својата генерација, но и тој и за нас има посебна порака во која можеме да веруваме денеска. Ја наоѓаме во пророчките книги, книгата на пророк Даниел и последната книга Откровението. Две глави од Откровението, 12-та и 14-та, во кратки црти ја изнесуваат Божјата порака за денес. Во ова и во следната тема внимателно ќе проучиме ова многу важна порака. Број 1. Исус основач на црквата. Исусовиот живот и учења представуваат темел на единството на верувањата на библиското заедништво во апостолската црква, што тој ја основал. Апостолите знаеле кои се тие и смело ја проповедале својата вера. Тие одржувале близок меѓусебен однос со воскреснатиот Спасител Исус Христос. Апостол Павле го споредил тој близок однос со оној што постои во бракот. Еве што пишува: зашто за вас сум љубоморен со Божја љубомора, зашто ве свршив за еден маж, за да ве представам пред Христос како чиста девица. 2 Коринтјаните 11 глава 2 стих. Со децении католиците и протестантите знаеле да прибегнат кон насилство и меѓусебни судири, иако и двете страни се повикуваат на верност кон Библијата. Напнатоста, па и денеска тоа постои, сите сме сведоци на Средниот и Блискиот Исток, со векови се подгрева околу еврејските и исламските верувања, како и обете религии влечат, иако и обете религии влечат потекло секако од Библијата, од Стариот Завет. Според зборовите на апостол Павле, црквата е чиста Христова свршеница. Чиста свршеница е соодветен символ за Христовата сакана црква. Во Стариот Завет се појавува истата метафора со која се прикажува Израел, Божјот избран народ. Бог вака му се обраќа на Израел: оди и извикај во ушите на Ерусалим. Вака вели Господ: се сеќавам на посветеноста во младоста твоја, на твојата љубов, кога како невеста тргна по мене во пустина, во незасеана
земја, пишува пророк Еремија во 2 глава, во 2 стих. И вратете се со децата од стапници, вели Господ, зашто јас сум ваш Господар и ќе земам од вас по еден од град и по двајца од племе и ќе ве одведам на Сион. Еремија 3 глава, 14 стих. Иако во Стариот Завет не се употребува изразот црква како денеска, Новиот Завет зборува за Израел како за црква во пустина, пишува апостол Лука во Дела 7:38. Апостол Јован во книгата Откровение исто така зборува за црквата како жена, ставајќи го поимот жена во метафоричка служба. И се покажа голем знак во небото, жена облечена со сонцето и месечината под низините нозе, а на низината глава круна од 12 звезди. Откровение 12 глава, 1 стих. Описот на жената укажува дека апостол Јован на ум го имал преобликувањето на Божиот народ, Израел, од Стариот Завет во Новозаветната црква во Новиот Завет. Жена облечена во сонце, упатова црква која блеска како пладневно сонце, зашто е облечена во Христовата слава. Исус, светлината на светот, како што вели Јован во 8 глава 12 стих, блеска преку верниците на својата црква, па и тие стануваат светлината на светот, пишува Матеј во 5:14. Второ, месечината под низините нозе. Месечината го представува од блесокот на Евангелијата во жртвите и обредите на Божиот народ во Стариот Завет. Бидејќи месечината е под нозете нејзини, тоа упатува на фактот, почитувани, црквата почива на Стариот Завет, кој е расветлен со Новиот, исто како што месечината ја одразува сончевата светлина. Жената на главата има круна, како што читавме, од 12 звезди. Звездите ги представуваат 12 апостоли на Исуса Христа, луѓето со благороден карактер. Дали постои Божја црква во денешниот свет? Може би тоа е едно важно прашање. Јасно е дека апостол Јован го опишува преминот од Божјиот старозаветен народ до христијанската новозаветна црква, што ја основал самиот Исус Христос додека бил на оваа земја. Сонцето, месечината и звездите употребени во описот на карактерот на жената ја нагласуваат службата на христијанската црква, која денеска свети, и нејзината најважна улога проповедањето на Евангелието. Драмата на поразот на сатаната всушност е појавата на жената го означува почетокот на таа драма. Таа беше бремена и викаше од породилни маки или болки и се мачеше да роди. Потоа се јави друг знак на небото. Ете голем црвен змев со 7 глави и 10 рогови, а на главите негови 7 круни. И опашката негова повлече на третина од небеските звезди и ги фрли на земјата. Змевот, сатаната пред жената, која сакаше да роди, кога ќе роди, да го изеде детето нејзино, и таа роди машко дете, кој ќе ги пасе сите народи со железен жезол. И детето нејзино беше грабното и однесено кај Бога и кај неговиот престол, а жената побегна во пустина, каде што имаше приготвено место од Бога, за да ја хранат таму 1260 дена, пишува во Откровение 12 глава од 2 до 6 стих. Во оваа драма учествуваат 3 главни ликови. Број 1, жената која веќе ја препознавме како Божја црква. Второ, машкото дете кое жената го родила и кое беше грабнато и однесено кај Бога и неговиот престол. И тоа еден ден ќе ги пасе, како што цитираме, сите народи. Исус Христос е единственото дете родено на овој свет, кој се вознело
до Божјот престол и кој еден ден ќе владе со сите народи. И број 3 се спомнува змевот или ламијата. Символички ја представува активноста на ѓаволот или сатаната. Настана војна на небото. Михаел и неговите ангели војуваа против змевот, а змевот и неговите ангели војуваа против нив, но беа поразени и за нив веќе не се најде место на небото и беше исфрлен големиот змев, старата змија, наречена ѓавол и сатана, која мами целата вселена, беше соборена на земјата и заедно со неја и ангелите нејзини беа исфрлени. Откровение 12 глава од 7 до 9 стих. Сликата станува јасна која ги сваќаме символите, кога ѓаволот и неговите ангели го изгубиле своето место на небото. Тие биле исфрлени, како што читавме, на земјата. Кога Исус се родил на овој свет, пред 2000 години, сатаната се обидел да го уништи Исуса, како што пишува машкото дете, штом бил роден. Не успел во тоа секако, Исус се вознел до Божјот престол. Сатаната тогаш се обидел да ја уништи неговата црква, црквата што тој ја основал. Меѓутоа, тој не успел да ги уништи ни Христа, ни неговата црква. Апостол Јован добил основен увид во ова голема борба меѓу Христа и сатаната што беснее на земјата. Додека борбата го достигнува врвот во мигот на Исусовото распнување, апостол Павле слуша глас од небото. Цитирам: "И чув висок глас на небото како зборува: сега настана спасението и силата и царството на нашиот Бог и власта на неговиот Христос, бидејќи е симнат клеветникот на браќата наши, кој ги клеветеше пред нашиот Бог дење и ноќе", пишува во Откровение 12 глава 10 стих. Исус на крстот го победил сатаната. На крстот е потврден денот на спасението. Бог ни ја нуди силата со која можеме ние да се денеска спротиставиме. Дали постои Божја црква во денешниот свет, почитувани пријатели? Да, постои. Божјото царство е осигурено еднаш за секогаш и потврдена е власта на Спасителот како наш правосвещеник и цар. Цитирам: "Сега настана спасението." Оваа група зборови објавува дека настапило време на пресврат на светската историја. Христовото раѓање, новој свет, веќе се случило во минатото, пишува во Откровение 12 глава 5 стих. И покрај сатанските искушенија, Исус живеел, Библијата вели, безгрешен живот. Исус умрел и станал од гробот како победник над гревот и смртта, пишува во 10 стих. Така сатаната е поразен за секогаш, од 7 до 9 стих. Исус на крстот е прославен во полнотата на својата сила. 10 и 11 стих тоа го пишува. Со изјавата "сега настана спасението" не е заинтересиран само апостол Јован, туку и целото небо. Затоа веселете се, небеса, и вие кои живеете на нив. Тешко вам кои живеете на земјата и морето, зашто ѓаволот слегол кај вас со голем гнев, бидејќи знае дека му останува малку време. Откровение 12 глава 12 стих. Целото небо ја славило Исусовата победа. Исус го разорил секој обид на сатаната да бара да има место на небото или на земјата. Со тоа, почитувани, поразениот сатана за секогаш го загубил правото на нашиот свет. Со тоа Христовата црква стои истапувачки, победнички напред, следејќи го Христа. Црквата, да видиме сега како е во судир со сатаната. Пред да се вознесе на небото, Исус ја основал христијанската црква или апостолската црква, прикажана символички со жена. Тој ја ослободил од гревот и го жртвувал својот живот за неа.
Христовата смрт на крстот и дала сила на црквата да го порази сатаната. Тие го победија со крвта на јагнето и со словото на своето сведоштво и не се грижија за животот свој дури до самата смрт, пишува апостол Јован во Откровение 12 глава 11 стих. Христос сега може да и даде на својата црква и сила за победа над гревот. Поради неговата победа и сила што ни ја дава, можеме денес да ја освоиме територијата која никогаш не му припагила на сатаната. Како што го победил сатаната на крстот, Исус продолжува да го победува преку својата црква. Постојат 3 обележја победничката црква низ вековите на христијанската ера. Еве се тие 3 обележја. Прво, тие го победија со крвта на јагнето. Исус се качи до Божиот престол за да може неговата крв да ја стави во служба на неговите следбеници. Тој може да го избрише записот на нашите гревови и да не спаси со својата пролеана крв, пишува апостол Јован во 1 Јованова 1 глава 7 стих. Животодавната крв на воскреснатиот Спасител исто така ни дава сила од ден во ден да живееме здрав христијански живот, вели апостол Петар во 1 Петрова 1:18. Второ, и не се грижија за животот свој дури до самата смрт. Крвта на јагнето направила да бидат готови да го дадат својот живот за Исуса и тие не бегале од смртта. Исусовата жртва ги оспособила мачениците да го објавуваат Евангелието и покрај неволите што морале да ги поднесат. Бог толку многу трпел за нив што и тие биле подготвени да трпат за него и да поднесат страдање. Дури и децата биле готови да го дадат својот живот за Исуса Христа. Историјата известува за една мајка христијанка која била фрлена пред лавовите во римската арена, затоа што решила да му остане верна на Христа, а не на земниот владетел. Низината малолетна ќерка морала да ја гледа таа страшна гледка, но наместо да се исплаши од ужасната сцена, девојчето, почитувани пријатели, почувствувало дека во неа се разгорува љубов кон Христа и огнена преданост. Додека мајката умирала под канџите на лавовите, таа станала и повикала: „И јас сум христијанка, и јас сум христијанка." Римските војници веднаш ја фатиле и ја фрлиле на гладните лавови. Тертулијан, црковниот отец од вториот век, вака напишал за оваа девојче, односно за христијаните: "Таа силна љубов е наш знак на распознавање, зашто гледајте, велат паганите, колку тие се сакаат меѓусебно, што го дава дури и животот еден за друг." Восхитува и вдахновува примерот на христијаните кои се држале за библиската вистина и покрај тоа што биле соочени со својата смрт. Еве извештај за страдањето на некои верни кои истраеле од крштевањето со потопување, како што учи Светото писмо. Во 1160 година такви христијани дојдоа во Оксфорд. Хеник II наредил да се жигосаат со вжарено железо на челата, јавно да се камшикуваат на градските улици, нивната облика, пишува понатаму, да се исече и да се истераат во полињата. Селаните не смеја да им пружат за солниште, ниту храна да им дадат, па тие умирале од студ и глад. Ете, тоа е историски податок, почитувани пријатели. Број 3. Тие го победија сатаната со словото на своето сведоштво. Тоа го сториле не само празни зборови, туку со зборови на своето сведоштво. Лутер, еден од таквите живи сведоци на Исусовата сила и силата на неговото Евангелие, во текот на најмрачните мигови на христијанската ера, илјадници христијани, од апостолите до протестантските реформатори, ги
победувале најтешките ѓаволски сушенија со живото сведоштво на својот живот. Текстот во Откровение 12 глава 11 стих ја опишува победоносната христијанска црква. Од низините редови победници се апостолите, мачениците, понатаму може да кажеме реформаторите и други верни христијани. Сведоштвата за нивната добрина, за нивната храброст, верност и победи одекнувале со векови и го придвижувале светот. Каде е денеска Божјата црква, почитувани? Бидејќи не успел да го уништи Божјиот син, додека живеел на земјата во тело, сатаната сега се обидува едноставно да го уништи Христа, додека живее во својата црква, во срцата на неговите присталици или оние кои веруваат во него. Зато црквата добива охрабрување и предупредување. А кога виде змевот дека е фрлен на земјата, почна да ја гони жената што го беше родила, машкото дете. И се дадоа на жената 2 крилја, како на голем орел, за да одлета во пустината на своето место, каде ќе се храни време, 2 времења и половина време, далеко од лицето на земјата. И змијата од усата своја испушти по жената вода како река, за да ја одвлече со реката, пишува во Откровение 12 глава од 13 до 16 стих. Како што е предскажано во текот на најмрачниот среден век, сатаната ја испуштил реката, символично, прогонства да ја однесе црквата. Ова е сериозна духовна битка. Сатаната сака да го уништи Христовото влијание со тоа што се обидувал да ја избрише црквата, користејќи ја секоја измама што може да ја измисли неговиот лош ум. Змевот во прв ред го представува сатаната, но сетете се дека сатаната во улогата на змев користи човечки институции за да го нападне Божјиот народ. Тој го употребил, например, на почетокот царот Ирод во обидот да го убие Христа веднаш штом се родил. Тој действувал преку Христовите љубоморни религиозни водачи за да го напаѓа, да го обвинува и на крајот да ја предизвика неговата смрт на крстот. Меѓутоа, привидната победа на сатаната се претворила во Христова најголема победа. Разгневен од поразот на крстот, сатаната својот бес го насочил сега против црквата што ја основал Исус Христос. Со децении по Исусовото распетие и илјадници христијани умирале во римските амфитеатри, во арените, на градските плоштади, исто така во затворите и пустинските скровишта. Почитувани, овие прогонства го организирале политичките римски власти. Но после смртта на апостолите, црквата почнала да доживува промена. Во вториот, третиот и четвртиот век многумена во Христовата црква започнале да се приспособуваат, па дури да ги отфрлаат вистините на кои ги учел Христос и неговите апостоли. Отпаднатите водачи почнале да ги прогонуваат христијаните кои упорно и верно ја чувале чистотата на новозаветното верување во Исуса Христа. Историчарите, познавачите на тој период, проценуваат дека настрадале околу 50 милиони верници. Во безуспешниот обид да ја задуши и целосно да ја уништи црквата, ѓаволот пратил рака, односно прогонства и лажни учења за да ја одвлече црквата и помогна земјата на жената. И ја отвори својата уста и ја проголта реката, прогонствата и лажите учења, пише во Откровение 12 глава 16 стих. За време на овие средновековни прогонства, вистинската црква се
одвоила од отпаднатите водачи и се скрила, како што читавме, во пустината, во засолниште, безбедно место, обезбедено место од Бога. Божиот верен народ имал приготвено место од Бога, за да ја храна таму 1260 денови, пише во Откровение 12 глава 6 стих. Ова пророштво се исполнело за време на прогонството во текот на 1260 години, почнувајќи од 538 па до 1798 година по Христа. Да се подсетиме дека во библиското пророштво во Езекија 4.6 еден ден означува една година. Во сите овие мрачни векови, почитувани пријатели, верните христијани, кои верувале во Библијата, наоѓале засолниште каде да можеле. Например, во Валежанските долини во Италија, во западна Италија, понатаму во јужна Франција и под закрилата на Келската црква во Британските острови. Луѓето, како што бил Патрик Ирски и Ајдан од Линдсварне, ја проповедале Божјата реч во тајни образовани центри во кои младите луѓе се обучавале да го проповедаат чистото Евангелие во време на незнаење, празноверие и нетрпеливост. Минувајќи низ вековната црковна историја од 1798 година наваму, како што е прикажано во книгата Откровение, доаѓаме до нашите дни и до вистинската Христова црква. Божјата црква во наше време. Која е Божјата црква? Како што може да се очекува, змевот, сатаната, се уште е гневен на големиот Божи народ, а невидливата војна продолжува и понатаму. Пред Исусовото доаѓање, сатаната ќе го изведе најголемиот и може да кажеме најжесток напад на Христовата црква. Воочете го последниот чин на оваа драма на крајот од пророштвото. Цитирам: "И се разлути змевот на жената и отиде да војува со остатокот од семето нејзино, што ги пазат Божите заповеди и го имаат сведоштвото на Исус Христос." Откровение 12 глава 7 стих. Ова пророштво се однесува на нашето време. Сатаната е гневен. Тој води војна со остатокот од семето нејзино против Божиот народ на денешното време. Забележите дека последната христијанска црква има некои, може да кажеме, препознатливи обележја, како на пример ги пазат Божите заповеди и го имаат сведоштвото на Исуса Христа. Овие верници на последното време го имаат сведоштвото на Исуса Христа. Држејќи се верно до изворното учење на Божето Слово, тие сведочат за Исуса со својот христијански живот. Тие откриле дека големите библиски вистини ја придвижуваат љубовта и посветеноста на Исуса во нив. Како свесни луѓе, тие се заинтересирани за среќата на другите и сакаат со нив да ја споделуваат радоста на животот во Христа. Верниците на последното време се народ на пророштвата. Откако го примил сведоштвото на Исус Христос, тоа го оспособило апостолот Јован да ја напише последната книга, тоа е Откровение. Во Откровение од 1 до 3, последната Христова црква прима сличен дар, директно сведоштво од Бога преку земски весник. Јован го дефинира сведоштвото на Исус Христос како духот на пророштвото, во кој денеска пишува во Откровение, може да проверите во 19 глава 10 стих. Дарот на пророштвото им дава јасна визија на нивната мисија и конечната судбина. Христијаните на последното време или на Христовата црква се препознатливи и по почитувањето на Божите 10 заповеди. Тие не само што ја бранат
целокупноста на 10 заповеди, туку ги почитуваат. Надежта пак не посрамува, не посрамотува, зашто љубовта Божја излеана во нашите срца преко нам дадениот Свети Дух, пишува Павле во Римјаните во 5 глава, во 5 стих. Божјата љубов, почитувани, оспособува за радосна послушност, Римјаните 13 глава. Како и апостолската црква, христијаните на последното време денеска непоколебливо ги почитуваат Божите заповеди и го следаат Христовиот пример. Тоа секако особено го разгневува нашиот непријател, змевот и ѓаволот, води војна со остатокот од семето нејзино. Зошто? Зашто тие сведочат за големата вистина. Вистинската љубов спрема Бога создава послушни ученици. Исус вака вели, цитирам: "Ако ме љубите, пазите ги моите заповеди." Јован 14 глава, 15 стих. Почитувани пријатели, дали го откривте ова во својот живот? Животот на христијаните, што живеат во последните денови од историјата на овој свет, покажува дека во Христа е можно да се сака Бог со целото своје срце, а ближните како себе си. Овие одлики, љубовта спрема Бога и спрема луѓето, ја прават всушност суштината на 10 Божји заповеди, Матеј 22 од 35 до 40 стих. Четвртата заповед не повикува да ја празнуваме саботата, 7-миот ден на седмицата, како Божји ден за одмор. Бидејќи Исусовата љубов ги всадила сите 10 Божји заповеди во нивните срца, христијаните на последното време ја празнуваат саботата. Ѓаволот на различни начини се обидувал како во минатото и денеска да ја избрише, да ја отргне од срцето на посветените верници. Бог има движење во последното време кое ги води луѓето во послушност на неговите заповеди. Тој има црква на последното време која ги повикува луѓето на целосна верност кон Бога. Саботата е знак дека Бог воедно е и создател и господар на овој свет и на нашиот живот. Саботата е во средиштето на Божјиот последен повик на неговиот народ, изразен од 12 до 14 глава на последната книга на Откровението. На христијаните на последното време им стојат на располагање сите небесни извори кои се опишани во овие глави што ги спомнав. Тие наведум се издвоени во светот, но на нивните молитви се одзвиваат војските небесни ангели. Живиот Спасител е нивен постојан придружник, а Светиот Дух ги потикнува да ги совладаат искушенијата. Почитувани пријатели, витувањето е сигурно. Тие ќе го победат сатаната со крвта на јагнето и со словото на своето сведоштво, пишува апостол Јован во Откровение 12 глава 11 стих. Сакате ли вие да биете христијанин на последното време, кој ги пази заповедите Божи и го има сведоштвото на Исус Христос? Ве спречува ли нешто сега да ја донесете таа одлука? Најмил татко, ти благодарам за јасното сведоштво што ни го дава Светото Писмо, како и за упаството како можеме да станеме дел од победничкиот Божји народ на последното време. Помогни ми да го посветам мојот живот на вечното Евангелие, да ги почитувам 10 заповеди и да ја имам Исусовата вера. Помогни ми секогаш да бидам близу до Исуса, да живеам во послушност и со доверба во Твојата вечна милост. Те молам и Ти се заблагодарувам во името на Исуса Христа. Амин. Благослови
dušo moja, slavi go Gospoda. Pej mu na tvojo car, dušo moja, go slavi me Gospoda. Sonce to izgreva, nov den se rađa i vreme da te proslavam. Što i da bide, što ovoj den mi nosi, pa ke ti pejam i vo večer ta. Blagoslovi go Bog, dušo moja, slavi go Gospoda. Pej mu na tvojo car, dušo moja, go slavi me Gospoda. Bogat so ljubov, bavena gnev, so srce polno, so blagodat za nas. Za tvoj te dobrini, bez prekinke ti pejam. Hiljada pričini da ne prestana. Blagoslovi go Bog, dušo moja, slavi go Gospoda. Pej mu na tvojo car, dušo moja, go slavi me Gospoda. I vonoj den koga krajot ke dojde i vreme jazda odam kaj tebe, i togaž dušava bez prekinke ti pe. Hiljada godini i vo večnost ta. Blagoslovi go Bog, dušo moja, slavi go Gospoda. Pej mu na tvojo car, dušo moja, go slavi me Gospoda. Blagoslovi go Bog, dušo moja, slavi go Gospoda. Pej mu na tvojo car, dušo moja, go slavi me Gospoda. Go slavi me Gospoda. Go slavi me Gospoda. Драги гледачи, полека доаѓаме до крајот на ова наша денешна програма. Писакали денес да ви ја понудам ова книга над книгите, што се вели библиски четива, илустрирана Библија. За сите вас, не е само за млади, може и за постарите. Доколку ни пишете на нашата адреса, ние ќе ве испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат на вашата домашна адреса. Пишете ни слободно, значи од каде сте, место на живење, со порака на нашиот дежурен мобилен телефон 077 819 828. Доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви ја нудиме бесплатно дописната библиска школа
Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Драги пријатели, еве на самиот крај на оваа наша денешна емисија би сакал уште еднаш да ве поздравам сите кои сте од земјата, овде од нашата Македонија, но и вие кои сте во странство. Поздрав до сите вас, поделете оваа емисија и ви закажувам нова средба во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.